Оваа година во делот на тоа колку се пристигнати творби во делот на литературни и во делот на ликовни творби, навистина беа во огромен број, така што комисиите кои што се две паралелни комисии, комисија која што одлучува за пристигнатите ликовни и за пристигнатите литературни творби, има тешка задача. Имаше голем број на литературни творби, негде од 100 до 120 литературни творби, а секогаш цртежите се малку повеќе, тие се дури до 200 стигнуваат, и тоа е задоволство за нас како вработени во Домот за деца и млади, бидејќи наша интенција и заложба е всушност да поранешните активности кои што постоеле уште поранешен пионерски сегашен дом за деца и млади продолжат и понатаму, бидејќи во ова време, ново време каде што дигитализацијата и техниката се многу важни на децата па и на нас, е многу важно се уште да се негуваат пишувањето, цртањето, пеењето и сличните активности. Всушност талентите кои што ги поседуваат децата, ние се водиме сметка да тоа дојде до израз во нашата институција токму преку овие конкурси. Така, претпоставувам конкурсот беше во спомен на месецот на книгата и на детето. Кои беа темите на кои што се порача? Секогаш го одбележуваме месецот на детето или детската недела, онака како што попопуларно, која што започнува со одбележување во првата полна седмица од месец октомври, меѓутоа започнуваме со првата полна седмица, меѓутоа завршуваме точно со ова наградување на пристигнатите ликовни и литературни творби, и на тој начин го заокружуваме одбележувањето на детската недела или месецот на детето. Темата на која што отвореа децата и на ликовниот и на литературниот конкурс беше другаруваме, учиме и играме. Значи, целта на институцијата беше да се опфати дека децата треба не само да учат, туку преку другарувањето, учењето и играњето заеднички да создаваат, да творат и да се надоградуваат. Одлично. Фала ти. Што се тоа вчера програмата што одише промоцијата?